Доналд Трамп е 47-миот председател на Соединетите Американски држави. Со лендслайд победа во сите 7 свинг држави, тој синоќа, односно доцна вечерта во Соединетите Американски држави, а рано наутро кај нас, веќе станува јасно, е избран за лидер на слободниот свет. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Со мене Љупчо Златев и со мојот ководител ово утро Сотир Костов. Good morning, Америка. Добро утро, Македонија. Ајде здраво живо за сите наши слушатели и да си ја истераме и оваа емисија. Анализиравме во изминатиот период што ќе се случува, само кратко пред да го почнеме разговорот со нашиот гостин. Доналд Трамп победи во сите 7 држави кои се очекуваше да ја одлучат битката во Соединетите Американски држави. Прво беше објавено дека победил во Џорџија, потоа во Северна Каролина. Трета, Fox News пред 20 на минути објави дека тој победува во Пенсилванија и веќе Пенсилванија е дефинитивно победена. Останатите 4 држави од овие 7 свинг држави, овие 3 му беа доволни. Во овој момент тој има 267 електори од потребните 270, но дефинитивно ќе стигне до таа бројка. Се уште се брои во Мичиген, Висконсин, Аризона и Невада и сегде во сите овие 4 држави Доналд Трамп има предност која не може да биде стигнат, односно предност која е веќе висока. Добро утро за нашиот гостин Иван Стоилковиќ, подпредседател на владата на Република Северна Македонија. Добро утро, Стоилковиќ. Република Македонија. Добро, сега јас одем еден М2 му го вадам називот. Златев, ти твоето си го кажуваш, ја моето си го кажувам. Кака компромис ке направи? Да. На македонската влада. На македонската влада. Добро утро, Стоилковиќ. Спиевте ноќески или ги следевте резултатите? Не, апсолутно. Тама работа. Вечерва немаше спиење и морам да кажам дека се бајле директно од пред телефон, телевизор, лаптоп, кај вас во студијаво. Ми се погоди така денот. Бегав да имам некои обврски, не може да дојде некои други термини, ама ми се поклопи сега кога сум така. За кого навивавте? Очигледно сте насмеан ово утро. Немало дилеми ни пред 8, ни пред 4 години, ниту ноќеска имаше дилеми. Постојано сте за Доналд Трамп и постојано сте за републиканците. Добро, сега вие направивте влада во време на демократите, токму затоа вела можеби се сменил овој пат. Не знаете како кога се занимавате со политика, најдобро е за вас лично и најдобро е почитуваат другите ако имате конзистентен став по сите прашања. Сега ако лавирате сега кој е на власт, како е на власт, кој е на власт, кој е највеќе и кој сте мислите дека ќе направите грешка, изгубите дел од сопственото политичко верување. Ако изгубите дел од сопственото политичко верување, тогаш ќе личите на некои политички сподоби во политичкиот живот на Македонија кои не сакам ни да ги спомнувам и граѓаните за нив на избори кажуваат многу лошо, односно на минати избори на таквите им дадоа шуткарта. Сотири, ти беше за Трамп, морам да ти признам. Златете, чекам. Вака прво ги испочитував американците, реков Good morning, Америка, тоа е слоганот на Реган победничкиот. Јас ќе го испочитувам и министер Стоилковиќ, мојот добар другар, пријател, соработник од оној систем, од овој систем, и ќе речам добро јутро, министре, на неговиот мајчин јазик, и добро утро, господин министр. Така. Злате, денеска не знам зошто не примети две промени. Една таа примени. Америка доби нов председател, промени, ама и денеска на 9-та емисија, 9-та среда, Сотир Костов ти доаѓа без салваџиските тефтери, без книги. Денеска слави Сотир Костов, бидејќи еден од ретките што јавно навиваше за Трамп, и Трамп победи. Камала Харис не победи. За причините ќе кажеме. Зошто? Кога ќе ни тргне муабетот, ја само на господинот. Јас сум веројатно обкружен тука со фанови на Трамп. Така е. И биди среќен. Сигурен си, биди среќен. Во добри раци си. Да.
со оглед на тоа што сите знаат јас како навивав, Така, кога не си победник, барем биди со победникот. Тоа е една Морам да ти кажам, синоќа, историски. ти знаеш моето мислење за тебе. Машки као- издржи, машки као Машки издржи. млад докажан и се уште перспективен новинар, синоќа во студијата каде што беше завидно ниво на познавање и владење на американската сцена политичка покажа, не можам да кажам за само вистина, со соговорникот нешто не се разбиравте од пред 2 дена, али синок имавте добра елаборација. Години се во прашање. Морам да кажам. Сотир, Повели. да расчистиме, значи, јас постојано во изминатиот период ја кажував вистината, дека на анкетите Доналд Трамп води, тоа што мене повеќе ми се допаѓа, другата страна е мој личен избор, мое лично согледување и размислување. Доналд Трамп ќе биде председател на Соединетите Американски држави, тоа е веќе очигледно и факт. Тој прави историски подвиг. По еден случај во 19-тиот век, за прв пат во историјата на САД, човек кој бил председател, па изгубил, потоа повторно станал председател. Второ, многу значајно, по се изгледа, освен тоа што Трамп ќе биде председател, републиканците ќе го имаат Конгресот, Сенатот, The House, познатата куќа, нели, и ќе го имаат Сенатот. Тоа значи дека Доналд Трамп ќе нема никакви пречки да ги спроведува своите политики. Пред да навлеземе во анализа зошто се случи се ова, би сакал да го прашам нашиот гостин Иван Стоилковиќ, може ли да очекуваме промени за Македонија од тоа што победи Трамп, а не победи Харис? Очигледно често велат дека кој да победи во Соединетите Американски држави, политиката е иста надворешна, многу пати ни потврдиле дека е така, но зашто сега не е така? Не е така затоа што овој пат беше пресметка помеѓу крупниот капитал во Соединетите Американски држави. На една страна беа поборниците или основачите на американската индустрија, нафташите и целокупно тој естаблишмент кој оди со него, и тие беа на страната на Трамп, се приклучија овие модернистите Илон Маск и компанија, а на другата страна останаа само овие берзански шпекуланти. Или, не знам луѓето како ги нарекуваат, уште да не бидам вулгарно сватен, и во таа пресметка нивна на капиталот, на економската екипа на Трамп се придружи војниот потенцијал на Соединетите Американски држави, односно Локхид Мартин застана за Трамп, што беше сватено во почеток големо изненадување, меѓутоа ако подлабоко се согледат работиве, Но ќе се види дека и тоа не е никакво изненадување. извинете вака, но сите овие кои вие ги кажавте се помалку од 1% од популацијата во Соединетите Американски држави. Трамп беше гласан од народот, победи поради народот. значат. Да, али тие се на некој начин носители на развојот на Америка и носители на крупниот капитал во Соединетите Американски држави, од нив зависат многу работи. Знаете како? Очигледно дека она шарада од берзански шпекуланти и телевизиски звезди, Селебрити холивудски. селебрити холивудски, очигледно не беа достоен противник на големата машинерија која Трамп успеа да ја собере околу себе. Да му честитаме и на Илон Маск, успеа да ја победи Дженифер Лопес. Ако веќе имаме соочување над звездите. Стојковиќ, оваа владата на господинот Христо Мицковски, покажа блиски контакти со луѓе кои беа многу важни во претходната администрација на Трамп. Господинот Мицковски имаше средба со Ричард Гренел, кој за време на Трамп беше директор на ЦИА, а она што е како шпекулација е дека овој пат ќе има најмалку толку висока функција. Моето прашање е, се коцкаше ли владата на Мицковски на победата на Трамп? Во политиката генерално одржувате контакт со двете страни. Поготово кога битката е неизвестна и кога на некој начин и не сте сигурни во крајниот резултат од една страна, и од друга страна мора да постојат луѓе во естаблишментот на било која држава кои ви се блиски по политички уверувања, по она што вие го работите, кои соработуваат со вас,
кои се на некој начин подобронамерни со вас, од другите и така натаму, и вие работите на крајот на краиштавата државна работа, и на крајот тие приватни некои работи и приватни чувства кои имате, мора да ги оставите по страна. Јас малку се шалев сега, преди да дојдеш. Во овој момент со Гренел од Македонија може да се сретна само 20 луѓе. Да. Тоа сте Да. Јас и Кристијан Мецковски. Во Србија малку поголем да не е списокот. У Србија многу поголем списокот. Добро. Да. Факт е дека оваа оска Будимпешта, Белград, Скопје е некако поврзана со Доналд Трамп. Ајде да видиме каков аир ќе видиме ние како народ од светот. Може ли на невидено да кажем нешто? Ајде, појде. Еве сега сум сигурен дека после победата на Доналд Трамп дека брзите пруги на Македонија ќе почнат да се градат во рекордни рокови ќе бидат завршени. Може да се кладиме браво. дека и со вас и со целокупната македонска јавност. Ако е нешто бенефит за Македонија од тој дел, мислам дека брзата пруга веќе почнува да се гради уште ноќва кога победи Трамп. Одлично. Браво. Мислам по преносна смисла на зборот. Господин Иван, сакам една работа да Знам, демистифицираме. се извинам. Многу мина ќе мислат дека изјавата храбра, меѓутоа Не, па и треба храбри изјави, ја. Ова влада ги некако познавам предводена околностиве и знам што ќе се случува. од председателот на владата и од вас подпредседателите и од министрите, покажа некои потези на дело ги покажа, гледаме сега ноќе се работи со рефлектори и така натаму на овој делот од каде што вие доаѓате и понатам Чекайте молам, дај прво да ги видиме резултатите. И тамана, чекај сега, не. Сотир, една Ајде, видите, може. ќе имаме пруга геополитички како може да ни се одрази во ова со Бугарија, во ова со случувањата кои ги имаме при нашата интеграција во ЕУ. Нашите Не, спорно дека сите прашања можеме да ги отвориме. Јас само ви кажам дека прв сериозен допринос за македонската држава е реализирањето на проектот Брзи пруги Македонија. Реализирањето на Брзи пруги Македонија дава одговор на сите овие прашања кои вие сакате да ги поставите. Затоа што коридорот 10 е жила куцавица на македонската држава. Ако го иземете коридорот 10 од македонската држава губи својата геостратешка позиција и станува привезок на било која од балканските држави со неизвестна судбина. Коридорот 10 ја одржува во живот Република Македонија и треба да се посвети многу внимание на коридор 10. А брза пругина, кои треба да ги почнеме да ги градиме веќе, даваат одговор на тоа прашање за кое сите граѓани на Македонија се заинтересирани и на крајот. Брзите пруги се сериозен, грандиозен проект, не само за Македонија, туку за сите балкански народи и за големите сили, и како таков проект, они се и на некој начин и мировен проект и мислам дека кога станува збор за брзи пруги на Македонија, многу тешко во едно време некој би се осмелил да прави никакви импровизации или глупости во смисла на дестабилизација, затоа што пругата ќе мора да функционира. Би биле значајна рута. И значајна рута која ќе мора да се одржува во стабилни услови, што е многу битно за Македонија. На нас ни е потребна пред се политичка стабилност за да можеме да успееме да отвориме економски видици или економски прозори или да отвориме работа за македонското стопанство и на тој начин да овозможиме подобар живот за сега граѓаните. за сега тоа е изразено со бројката 78. Има најави дека ќе биде и поголема. Ги нема оние нередите што ги најавува ја ги велам шумкарите, поранешни терористи, политичари во заминување во пензија и ја не гледам нестабилност во Македонија. Мислам дека така треба да се продолжи. Повели Златев, микрофонот е твој. Се малку, значи мора не така како многу малку се посветува внимание на овие прашања. Колку е значено што профункционира сега пругата и што успеавме да обезбедиме локомотиви и така натаму. И така, но не го зборам затоа што на индиректен начин јас сум задолжен за македонски железници без оглед што има надежен министр таму, што човек од мојата партија таму на раководно место. Сакам да ви кажам дека последниве неколку месеци пред да дојдеме ние на власт, во бројка Имавме нула локомотиви. И во бројка транспортот низ Македонија беше за неколку месеци 6-7 транспортни единици. За овие изминативе месец ден како се локомотивите тука, знаете колку има превоз? 100 композиции се превезени, нема застој на пругата,
сите вагони кои беа стационирани на Солунско пристаниште и чекаја на Вгигелија некаде да поминат на својот пат кон Европската унија, се исчистени, нема ништо, се функционира во најдобар ред и што е многу битно, сето тоа има економска оправданост. Се слеват пари во македонски железници и македонски железници стануваат профитабилна компанија. Наместо да чекаат да донесеме одлука на влада да им дадеме плата, сами ќе си заработуваат својата плата. Многу просто е. Ќе ги оставиме пругите за малку Ајде, знаеме, ти си подоцна. американче, сакаш у Америка да одиш. Сега знаеме. да го прашам Ајде. господинот Сотир Костов. Сотир, Леле, наместо ја да те прашувам, ајде, значи не. повели. Според тебе зошто изгуби Камала Харис и зошто изгубија демократите? Добро. Јас сакав да ти го поставам тоа прашање, ама ти Ако сакаш благодарам. да ја одговори го ти, па ја ќе го не. одговорам. Ти благодарам, очигледно ми ја цениш дејноста во која се бавам. Три работи ќе ти кажам. Класичен пример дека не смееш први да смениш стратегија во кампања, второ да смениш слоган во кампања, не дај Боже да смениш кандидат. До сега се нема случајно кандидат да се смени, демократите го сменија, господин Стојковиќ, си го добија поразот. Слоган не сменија, стратегија сменија. Од трите битни работи, да не речам стратешки во една изборна кампања, тие сменија две работи. Генерално, тука јас ја го гледам поразот. Инаку, преголемите опашки што ги остави Џо Бајден, беа преголем товар за плеките на Камала Харис, која доаѓа од некоја фела блиско до мене, обвинителска, правна фела, за нејзе како личност немам приметби, но еднов имав проблем и помогнете ми да се снајдам. Ја слушам Харис, го слушам победникот денешен Трамп. Харис не ја разбирам. И кога збори позитивно и кога збори негативно. Трамп и кога збори негативно и кога збори позитивно и кога напаѓа го разбирам. Тоа е разликата. Вчера баш вокабуларот. го коментирав тоа. На Трамп можеше да му се забележи дека како кандидат имаше навистина еден Нивото го симна на моменти. многу ниско ниво на моменти го говор, симна. дури јас би рекол и малку. Се однесуваше примитивно во сето, но Па, што не знам дали е сега можеше, примитивно. но што можеше да и се забележи на Харис? Харис беше како Васил Тупурковски. Многу Те зборува, чув ја тебе за ништо тоа. не Ти си кажува. добиеш денес, ти си добиеш. Многу зборува, ништо не кажува. Она што беше исто така многу важно на овие избори. Непринципијална коалиција. Да. Таа очигледно прво и претходно сите анкети покажуваат дека граѓаните на САД не се задоволни од тоа во кој правец се движи државата, а демократите вториот човек на Бајден го ставија на функција. Така што тоа се поврза меѓу себе, жените не ја спасија. Вчера и завчера имаше статистики, бројки дека поради оној став за абортусот, кој е навистина контроверзна политика, Доналд Трамп сака во Америка да го забрани абортусот после 6 недели, што за жените тоа го гледаат како напад на нивното право на избор. Се сметаше дека тоа може да се мобилизираа жени, но очигледно за Трамп се мобилизираа жени. Па Америка не е Македонија да ти кажам Не, златно. знаете, вие анализирате. Мислите вие нова? Не, али не, вие анализирате, али се вие не се устручни од дел пале вака. Перцепцијата на граѓаните која му се сервираше на американскиот граѓани, која ние ја гледавме затоа што пратиме сега Соединените американски држави се војска сила во светот, да не се лажеме, значи. Сите ние на некој начин гледаме што се случува. Вие гледате дека председателот прави еден куп гафови, на неколку пати покажува сериозни знаци на сенилност на сенилност. Деменција се. И народот и граѓаните тоа го гледаат. И вие и покрај тоа на граѓаните цело време велите: "О, не, во најдобра можна сила, во најдобра кондиција, супер, разбира се окей, во најдобар ред." За да донесете катастрофална одлука, одеднаш да кажете: "Да, он не може више, затоа што очигледно старечките проблеми го навјаса. Ајде ќе ставиме Последна дебата негова со Трамп. Ќе ставиме Камала Харис." И што се случи кога ја номинира првпат Камала Харис? Рейтингот искокна. И она сите аналитичари што сериозно се занимаваат или што пратат, рекоа: "Па они можеби треба Камала Харис да ја кандидират, но многу
поблиску до изборите, затоа што тој скок што она го имаше на рейтингот кој На подосна почеток, да. на почеток кој подосна го упропасти со својата безличност на некој начин во политичка смисла на зборот. Да, Може мојот дел за вас е сосема. Значи безличност во политичка смисла на зборот. ама Значи во право сте. вие ако не можете да како кажам да дадете експресија на она што го размислувате и да го објасните тоа на луѓето, тоа веќе безличност. Вие сте со години политичар. Зошто не го користите вокабуларот на Трамп и не им давате прекари на вашите опоненти кога зборувате детски? Или зошто не седнете и не користите терминот од типот санава ган? Па сега да знаете тој начин на комуникација. Може би вие ќе бидете Не знаете како се вака. Дај да расчистиме малку. Без оглед на тоа што вие го оценивте тоа како ниско ниво на Трамп, напроти, јас мислам дека имаше можете добра кампања на сите напади. Им одговори. И тоа им Сака да одговори. го убијат човекот. Им одговори сериозно. Па тоа сега да знаете. Да. Значи на сите напади им одговори сериозно. Знаете за како? И чиста мира човекот го нарекуваат фашист, а сега сите што ја знаат биографијата на Доналд Трамп, мислам, не се лажем, малку мислам многу нападна е таа приказна, значи одеднаш од некој сака да направите монструм. исто оние обвиненија со години кои ги имаше како бивш председател. Кои се фабрикувани се за да му се наруши рейтингот и слично, од една страна, и од друга страна, он тоа го користеше како добра подлога да го спушти на вистина нивото на својот вокабулар, меѓутоа секогаш погаѓаше во центар. Па дури кога се качи во камионот да вози овој Кој имаше Гав ѓубре. Бајден кој ги нарече ѓубре по подржвачите на Трамп, што е исто така спуштање на нивото. Како што имам информација, Златев, тоа била глупава не се стратегија. мачи, највалкана Нема да кампања. се спушти Харис, ќе се спушти Бајден, ќе го каже тоа. Ова беше највалкана кампања од кога следам јас избори во Соединетите мислам дека Американски со држави. Хилари Клинтон кампањата беше малку повалкана. Не. Барем според мене. Два кандидата сменија, тоест еден, ама два кандидата демократите и едниот и другиот си го добија од победникот Трамп. Имаше обиди за атентати, имаше напади прво на Џо Бајден. Тоа не го спомнавме, така да, тоа не го спомнав. повалкано од ова еве. Дозволите да се разликувам од вас, повалкано од ова кампања ја немам видено. Тоа беше Знаете, се мислам, сега дај да бидеме. И знаете што, видевте дека во градот каде што беше обидот за убиство дека убедливо победи. Видиш. Ги гледате резултатите. Да, во тоа каунти вчера баш следев баш ги најден од- гледав резултати, сакав да видам. Сај што сакав да се уверам, гледам дека убедливо победил. Гледам ја дека вие двајцата не сте спиеле, ги знаете до тамчина резултатите. Браво. Се отпора гледам до детали. до детали, до оние каунтис. Има уште еден од каунтите во Пенсилванија кој секогаш гласа како што гласа Америка, односно победникот кој е, и тој беше за Трамп уште едноска, така што се знаеше сето тоа. Стојковиќ, Трамп најавува дека ќе води компетитивна економска политика кон Азија, особено кон Кина, има многу агресивна политика кон Кина, но и кон Европа. Ние сме како држава со папочна врска врзани со ЕУ. Мислите ли дека може во Европа, затоа што во Европа сега сите стравуваат. Во сите естаблишментот, во сите европски Многу непроспиени фаци, некој задоволство, некој незадоволство имало на ги имаме двајцата и во студиото репрезентативни, тоа е задоволство и тоа е незадоволство што се непреспиени, но ајде да го пресликаме ова на европско ниво. На европско ниво повеќето се од незадоволство. Тој нема симпатии ниту во Велика Британија, ниту во континентална Европа, во Германија, Франција, Холандија, нигде. Ги имаше резултатите од јавното мислење и беа сите против. И тоа беа против онака баш. Да, Дури, само мислам дека ова за информација на граѓаните може корисно. Само Велика Британија на општо изненадување беше некако, ајде кажеме, половично, поблизу. Па таа позната нивна дипломатија. Тука некаде. Инаку, европскските држави листом беа против. Значи, по испитување на месење беше, страшно беше. Кога ги види резултатите, баш беа онака баш, просто да не верува човек толку многу одиум кон иден председател. Од Балкан бевме... Видите вака, кон иден председател на најмоćната држава се. Види сега, да бидам искрен... Мора да се преиспитате, да извините. Како? Мора да се преиспитате кога негувате такви ставови. Било кој. Добро се.
Еднаш го сменивме, ќе го смениме пак. Тоа не е. Сега он ќе ги изненаде европејците со постото за НАТО. Сега ќе ги изненаде он. Нека се радуваат Како сега. мислите, па добро, ако ги изненади и ако се одрази неговата политика лошо на Европа, по де факто лошо ќе се одрази. Реков и Европа на нас. за НАТО. Добро да ме читаш. Ти Затоа знаеш што ние- Очигледно треба да си ти мислам дека јавноста излезете на улица и дека и да направиме една анкета меѓу граѓаните. Очигледно дека моделот ваков полека сигурно се ближи кон својот историски крај. американскиот? Па, Да, разговараат веќе. Генерално овој Тие електорати овој веќе се систем на застарени. Да. овој систем на Повеќе гласови, управување и на А функционирање губиш. во светски размер, очигледно дека некаде му доаѓа крајот. Да. И Јас дека се гласувам и со дека това. Се бавам со тоа. секоја голема сила секојаш прави остапки. Јас сега ќе ви кажам на приказа што е вистината. Ајде. Разговара со секретарот доктор Наукнеку на оставштината на Александар Зиновјев во Москва пред многу години на големите сили па последиците од нивната работа и така натаму. И он вака ми на мене одговори кога го праша за распад на Советскиот сојуз. Вика Советскиот сојуз да дојдевте вие во Москва и да прашате овде дека да кажете во Москва дека Советскиот сојуз ќе се распадне, ќе ме направи луд. Меѓутоа елитата работеше пошто ги знаеше објективните околности и на домашно и во светско ниво, работеше тоа да го изведе таа дисолуција на Советскиот сојуз да ја направи на, ајде да кажем, условно кажано, на мирен начин. Истото се случува и сега. Само дали доаѓањето на Трамп. А кои се распаѓа? Америка, Европа? Не зборува за распад, не зборува за распаѓање, збориме за рекомпозиција. Очигледно дека мора да настане некаква рекомпозиција во тие меѓународно политички односи затоа што светот е доведен на ивица на пукање. Значи имаме војни, да не кажам, почнеме да имаме војни на секаде. На 3-4 места е пукнато. И мислам дека ако се продолжи вака дека тоа ќе може и негативно да се одржи. слушател вели Трамп најави дека на земите членки во НАТО придонесот во НАТО, чланарината во НАТО, контрибуцијата ќе ја зголеми. ќе зголеми од 2 на 4%. Што зборев ја преска. Сега, ние како земја членка во од 2 на 4% од БДП-то. Значи, Стојковиќ, тоа значи дека ние ќе треба Србија го нема тој проблем, не е во НАТО, но ние ќе треба да плаќаме како држава двојно повеќе за нашето членство. Па злата затоа сум ја антинатовец. Не, вака сакаме. Државата сака безбедност, така? Ако чини, Ако знаете. може да не платиме, ние македонците Па не, сме ако познати, може да не се сакаме плати. се изгагаме. Сега, Не може да не се плати. Знаете како? Не, знаете како сме научиле долго време. И во стопанството и во политиката на македонска да не плаќаме ништо ако можеме да се викаат малци да се протнеме. Немам протнување веќе. Светот станува се по-суров, пожесток, протнување нема. Очигледно се што ќе се работи ќе чини. И ќе мора да се плати. Од секој било така, ама тешко сваќаме. Избегнување на обврски, мислам дека повеќе нема да има. Обврски, не мислам само на контрибуцијата кон НАТО. Мислам на обврски кон домашните граѓани, кон државата и кон сето она што ќе треба да значи организиран и уреден живот на една територија. Затоа што ако се вратиме сега пак на доенот на американската дипломатија Кисинџер, он ќе каже неуредените територии се најголема опасност по мирот и безбедноста за целиот свет. За време на Доналд Трамп се постигна оној договор на Србија и Косово со кој практично ги регулира, ги нормализира своите економски односи. Еден мој соперник во една дебата ве кажа дека тоа било основата врз база на кој е изграден отворен Балкан. Иако фактите говорат малце различно, јас му го кажав тоа, но дали со Доналд Трамп можеме да очекуваме уште поголем развој на балканскиот, на отворен Балкан, на нашиот полуостров, и како би се одвивало тоа? Значи, како Америка би била спонзор на оваа наша интербалканска, поранешно југословенска, Многу ако лесно. сакате со работа? Многу лесно.
Ако опознавате тимот на Трамп за меѓународна политика, ќе знаете дека тоа е тоа. Па добро, А тимот на Доналд Трамп не е само Геренер. Тимот на Доналд Трамп е и Рон Пол. Ако сядате пред 10-15 години, може кандидат за председател на Соединените американски држави, либертаријанец. кој испадна во една наместена трка, која подоцна Трамп ја искористи како партиски преседан за да може он да се кандидира. И тој е еден од главните креатори на Опен Балкан. И еден од главните луѓе кои на некој начин усмерува Ја помислев дека е Сорос, го гледам цело време си там. политички процеси, така да Минато е Сорос. така да После овој ден минато е. така да не е ова, знаете како? Многу пати го откажа. Многу се покомплицирани реалните состојби во позадината на настане, отколку тоа што им се чини на граѓаните. Тоа прва Трамп овој работа. пат има А појак втора тим од работа, 2016. Опен Балкан не е завршен се додека Босна и Црна Гора не се придружат. А во позадината на процесите кои се одвиваат моментално во кога станува збор за да не спомнувам имиња, регионални конференции, во позадината е тоа. Да се приклучат и Црна Гора и Босна и Херцеговина на Опен Балкан, за да може тоа на некој начин да добие некој поорганизирана форма. Затоа што не може многу долго да држи приказната само на Македонија, Албанија и Србија. Еве, она што јас го имам како информација од медиумите во Соединетите Американски држави е дека најверојатно секретар, државен секретар на САД, тоа што е нашиот министер за надворешни работи, ќе биде повторно Майкл Помпео. Она барем така се дефинираше во изминатите неколку денови. Сотир, ти како патриот по општа пракса, малку да се пошегувам со тебе. Фала ти, Токму во времето на Майкл Помпео, Македонија го смени своето уставно име, токму за време на мандатот на Доналд Трамп ние станавме од Република Македонија во Република Северна Македонија, па сега ти мора да ме исправиш кој ќе каже. Не ти исправам, ти сам ќе се исправиш, не се секире, ќе те научам, ама нам Помпео не го смени името. Иако јас давам отпори кон политиката на САД, кој е наш партнер, ваков, онаков, добар, ама 33 години да не ни помогне да влеземе во ЕУ, ја не знам каков партнер е тоа, ама тоа сега не е предмет на разговор, ние сами си го сменивме името. Каде е отпорот сега, не дека е тука Стоилковиќ што го дават србите, кога се работи за национални и државни интереси. Каде сме ние тогаш? А сега Помпео ни е крив, Трамп ни е крив. Не, да му ние, јас сум крив, Златан. Не знаете сега да говорам за Помпео. Значи, толкувањето на американската толкувањето на американската штампа дел нормално и тоа што вие го пренесувате, ви пренесувате само една учтивост на Трамп која е нормална во предизборен период. Сеќавате дека Помпео му заби нож во грб. Добро, JD Вес е прв кој го нарече. Да, исто Вес. Па сега му е подпредседател. Многу пред овие сега што го нарекуваат. Така да да не навлегуваме во тоа. Вие рековте нешто за компромисот. Ја би сакал јавно да го кажете тоа. Многу јака мисла искажавте кога си разговараме пред емисијата. Па сега компромиси се битни, Знаете, компромиси се прават секогаш кога сте во најсилна политичка позиција. Да. Затоа што ако ќе влезете во дефанзива, сите компромиси се 10 пати полоши од оној компромис што би можеле да го направите кога сте биле најсилни. И тука е најголемата грешка кога станува збор за проблемите на Балканот на Соединените Американски држави. Кога Соединените Американски држави на Балканот им се слушаше здивот, а не зборовите, може да работите да ги послужат на многу подобар и посериозен начин, остави да се развиват и сега работите полека, но сигурно не да бегаат од контрола, не бегаат од контрола, него проблемот е што не можат да ги контролираат или не можат да ги усмеруваат на начинот како што тоа порано се работеше, а тоа е се влог за можни дестабилизации, незадоволства и слично. И во регионот имате реакции на изборот на Трамп. А тоа е нормално. И тоа е али тоа е сега проблем. Тоа се претвара во проблем затоа што компромисот кога требаше да се прави, кога можеше да се направи и сите да климнат со глава да кажат сега тоа е тоа, не се направи. И сега компромисите ќе бидат многу потешки и многу поболни
Сега, апропо ние сме тука да амортизираме. Вашата многу јака мисла, ја ќе кажам, направивме компромис, кога бевме најслаби и станавме дупло послаби, го сменивме името. Ја така ја сваќам вашата мисла, која стварно сум импресиониран. Справиш компромис кога си јак, кога си мокен и отстапуваш нешто кое можеби ќе те ојаче, а не ќе те ослабе. А ние катастрофално пропаднавме во бездна. Повели Златев. Тоа е работа на стратегија и работа на советници, работа на длабока позадина. Дали државата мора да има условно кажано сервис, позадински сервис кој политичарите треба да го користат, а ние тука дали може да очекуваме средба на Трамп со Мицковски? Види се. А кај не? Со оглед на тоа дека Виктор Орбан, најомразениот лидер кај македонските социјалдемократи, најомразениот светски лидер кај македонските социјалдемократи, Виктор Орбан, беше единствен спомнат како позитивен пример од страна на Трамп. Тоа значи дека Орбан со нога ќе влегува во бела куќа. Сега како зборуваме ние жаргонски македонски, односно ќе има добри односи, а Мицковски и така уште сега може со нога да влегува кај Мицковски Стојковиќ и останатите со рака ќе влегува. Чега вака, нели Светбрсто Гренел беше аванс? Ќе видиме Гренел дали ќе добие функција. Тоа е во моментот и да не добие функција ќе биде еден од сивите еминенци на американска политика во регионот, тоа веќе ти гарантирам. Да, поранешниот директор на ЦИЕ за време на Доналд Трамп. Иако мисли дека Гренел беше тука во регионот да бере печурки, окей, нема проблем. Кога беше поставен за директор на разузнавањето на DNI, Director of National Intelligence, тоа е оној кој ги обединува сите служби во 2020, тој стана првиот отворен геј во кабинетот на Трамп, што бил назначен. И сега ова е иронија на историјата. Најанти LGBT просторот во Европа, тоа е Балканот, со Америка е поврзан преку еден геј. Сега, видите, ќе мора да се жртвува некој сега, што да значи, жртви ќе мора да има. Не сакам сега да имам тераме темата. Да, ќе настрадаш двојца на еден, ќе сме пак со таа твоја LGBT заедница. Ај тргнија да настрадате, молам. Добро сега. Види како он за да воспостави добри односи на новата администрација на Соединетите американски држави, ќе мора да го жртвуваме. Ја знаеш та за македонецот Ичко што го пратиле српите. Ајде, кажи ја. Српското, нели, кралство во Отоманската империја за амбасадор, кој му рекле султанот сака или пари или еден орган од позади што е, и вика ние пари немаме, така и со Гренел. Види, тие што не вака, вика, ти прво да извинеш се, прави се да не злоупотребам ограничено. Прави се фраер. Да. Кога видиш дека не можеш да се правиш фраер, веднаш се отфраеришува. Ако бара пари няма. Ајде ја на српски ќе преведам. Нека ми простат курчи се. А после добро. Сите мене ми е простено, најпростен сум овде. Сега, господинот Стојковиќ има сретнато со Гренел, тоа било политичка средба, нормално сега. Па сега не е Крис Стојковиќ, сега молим лепо сега. Имплицираме. Се сретнавме и не е случајно добро е што Балканот се отвара на ваков начин кој што Соединетите американски држави, ова е некаква иронија на историјата. Не, има за враќање Соединетите американски држави на Балканот, на Србија, на Македонија и ќе го вратат овој пат, ќе видиш позитивно, а попаметен е за цели 8 години Трамп, неговата екипа многу позајакната, ќе дада значење, иако сите предвидуваат дека ќе го тргнат Балканот, тој ќе го источна Европа настрана, ќе одат во Азија. Не, во Азија вратите им се затварат полека. Ќе треба да ги отварат вратите. Доналд Трамп, 47-ми председател на Соединетите американски држави, ексклузивна анализа на Радио Лидер ово утро. Одиме со кратка пауза за реклами, во која се враќаме со вториот дел, во кој покрај ова со Америка ќе се обидеме да отвориме и некое локално наше македонско прашање. Доналд Трамп избран за лидер на слободниот свет, лендслайд победа, огромна сега во овој момент. Преведи на слушателите лендслайд што е? Се уште лендслайд целосна, не знам, сегде. Се уште трае гласањето, може да се очекува дури и ова да биде најголема победа на еден председателски кандидат по онаа на Реган. Такви се во овој момент предпоставките. Морам да признам дека изминатите денови добивав
Еви Пенсилванија ја прогласиле. Ја доби? Да, Да. Фокс Ньюс ако пред 3 Пенсилванија сати. ја Но, доби, не беше добија, завршена званично приказка. ја Завршена е приказка. сега званично ја баш излегува званично. Во изминатиот период не притисок, не беше притисок, но дојува в коментари од функционери на владачката ВМРО да промене добро зошто сега ти толку си за Камала Харис. Очигледно беше дека нашата влада на еден или на друг начин се коцкаше на Доналд Трамп. Навиваше, не се коцкаше. Навиваше и доби. Тачка, продолжи. Еви и Аљаска ја добива. Па добро, Аљаска беше очигледно уште претходно дека ќе ја добие. Овие 7 држави, тоа е најважно, сите 7 свинг држави Тоа изненадува. ги доби, Ајде, да бидеме, сите 7 да ги добиеш, свингерици кои се непермеабилни, што викам ја, тоа е победа. Тоа е победа. Еви Ја Мичиган зашто да почнав- завршен 7% ја разликава. 90%, еве го и Висконсин се завршува 92%, 4% разлика. Значи завршени да, се сите, да, значи да. преку 300 електори ќе има Трамп. Да, повеќе од 300 електори ќе има, тоа е дефинитивно познато уште пред час и половина. Дали, Сотир, според тебе ова, ја што го нарекувам коцкање, ти го викаш навивање, Политичко навивање, молим ќе лепо. се исплати? Имаат право. Да, мора да се Стилковиќ вели исплати. дека пругата, инфраструктурните проекти, економската соработка и така натаму ќе бидат главна придобивка на се ова. Ти што мислиш? Па чинам дека знаеш што зборува Стоилковиќ, бидејќи е веќе и повеќе од доволно искусен, бидејќи знае инфраструктурата сметенки. Се прекина 2017 инвестирањето во инфраструктурата и сега тие имаат танталови маки да продолжат. Ама знаеш што значи инфраструктура? Ако ние се подобриме, сакаш по 8, сакаш по 10, во двата праца вкрстени, Македонија ќе си се развие понатаму. Сега, ајде молам уште еднаш прашањето. Извини, уште еднаш прашањето. Бенефитот дали ќе го имаме? Да. Па еве го зборев. Ќе го имаме ако земеш во предвид дека се добиени 3-400 милиони инвестиции, дека е земана пола милиарда евра заем, дека еве се пласира, ама ја денеска сакам да употребено име. До кога банкстерите нас ќе не кочат? Еве ги банките. Сега кочат, некои правила постават, тоа е обструкција на Мицкоски на владата и на сите луѓе што се залагаа за ова, и јас молам апелот на Азевски да се земе во предвид, банкарите да се опаметат, да не ги кочат парите што треба да одат во стопанството, овие во општините на еден полесен начин предпоставувам ќе отидат. А мора парите да дојдат до локусот, до локалната заедница да се развиваме и до малите и средните предпријатија. Еве ти го бенефитот, Злат. Еве, значи ова влада не спие. И сега тука прекинува, не сакам многу да афала. Богдан Илиевски се шегува со мене, вика ти си голем поддржувач, зема ја во емисија Камала Харис. Така е, без браво, Богдан. работа е женава сега, еспресо со Златев и Камала. Добро. Ме елиминира Богдан. Па добро, да. Премногу ќе бидат двајца бивши обвинители овде, така што. Добро, ја ќе отпадам као. Ја ќе отпадам. Као джентлмен познат джентлмен зумјар. Премногу ќе бидат. Види, за Камала ако се тоа се нечкаш ке те замена, мислам, без нема проблем, мислам што ти кажам сега. Еве уште еден джентлмен познат и така да. Добро дојде на Камала. Камала е добро дојде. Знаеш како кога станува збор за бенефити. Ова што го зборам за брзи пруги, јас знам дека звучи така, затоа што јас така ношалантно зборувам за тие работи, затоа што мислам многу познати. На 23-ти ќе подпишеме 4-партитен договор. Ајде да чуеме нешто. Македонија, Србија, Маđarска и Грчка. Се брзи пруги. Опа. Ја не случајно ви зборувам. Злате, што правиме сега? Затоа што работиве сме утро. Затоа што работите сме види ги го лидер. Работите сме ги Благодариме господин Стоилковиќ за ексклузива. работите сме ги померили од мртва точка, сакам да ви кажам. Значи не е тоа што беше, и затоа сум сигурен дека ќе продолжи уште поинтензивно. За мене тоа е на дело Опен Балкан. Затоа што, например, во меѓувреме се јавија амбасадори, еден куп странски фирми бара приеми и кај мене и гледам и кај стално кај ресорниот министар Николовски. Да не кажам кој се не е заинтересиран да влезе во финансирање на проект. Од Велика Британија, Франција, па спуштаме Сите надолу. сакаат пари да працат, тоа е нормално. Не, тоа е оптимизмот, тоа е позитивната атмосфера. Пред 3 дена дадов една кроки анализа за Курир. Кажав дека се менува состојбите. Си го враќаме социјалниот капитал.
соработка, разбирање, доверба, ќе видиме. инвестиција. Нека се Нема ти мене ќе прво. видиме, веќе Ја гледаме Предрага не Златев, зборува, веќе досега гледаме, да, чувствуваме. Природно имам натурален инстинкт да бидам сомничев, така што ќе видиме. Ти си новинар со Да, цело прво да ги педигре. видиме резултатите. Дури те поддржувам во оваа работа Да. максимално затоа што мислам дека треба да се туркаат работите и од јавност. Да. Мислам дека кога би бевме на овие средби, кога договараме, гледаме дека биле и претходно на средби. Ама проблемот е што ништо не договарале што понатаму. Да не зборувале за проценти? Ние се гледаме само и одиме на ручак и како БГ ги решаваме проблемите. Суштински не е померено ништо, тоа е проблемот. И тука мислам дека јавноста треба да си го одигра својот дел од улогата, да не сомничаво, но него да бара. Очигледно дека Кога, како, каде, зошто? Очигледно Затоа што без одговори на тие прашува, прашања да биде сумничен. Да. и оваа власт и ние ќе се условно кажам да не навлеземе у таа летаргија која скапочини. очигледно дека владе еуфорија од победата на Трамп кај нашите слушатели, еве Орбан го предлагаат за наместото на фон дер Лајен. Веќе нема тука во Европа така ленслайд. Прекрасни слушатели имаме, слушатели. Иако чат пат не навредуваат, прекрасни Да, слушатели. имаме одлични слушатели. Главно ветување на Трамп, зашто му забележува огромен дел од медиумите, но и неговите политички опоненти, е тоа што тој велеше јас ќе го запрам конфликтот во Украина. Ќе демонстрирам сила, ќе ги седнам на преговарачка маса и нема веќе да има конфликт. Ово утро веројатно најлошо му е на Володимир Зеленски. Така е веројатно поставена силата, затоа што доколку видиме каква е политиката на Трамп во однос на Украина, таа барем видена е. реторички, сега ќе видиме, тоа треба у пракса да се реализира, беше диаметрално различно од онаа на демократите. Во исто време Руската Федерација велеше дека Трамп не им е нешто многу омилен за председател, затоа што тие велат тој е непредвидлив за разлика од Камала Харис. Може би Русија сака, нели, да продолжи војната, може тоа и одговара. Една анализа околу ова, Стојковиќ? Многу се прости работи, елементарно се прости работи. Иако јас сум тоа песимиста кога станува збор дека тоа брзо ќе оди, али сум оптимиста само во една работа. Што се случува кога големите сили, најголемите сили, полни со нуклеарно оружје, не разговарат помеѓу себе, туку напротив, предизвикуваат уште посериозни недоразбирања, прво помеѓу нив, а подоста и помеѓу другите во регионот, односно помеѓу оните кои имаат нерешени одредени прашања. Ако ништо друго, барем тензијата ќе спласта. Барем во тој дел за кој вие зборувате. Проблемот со Блискиот Исток е многу посериозен и мислам дека тука ќе треба многу напори на целокупната Мислам дека сега заедница. Израел ќе има уште поголема поддршка. Досега Израел Не биди беше сигурен, не биди поддржува. сигурен. Па добро, Нетањаху му е природен сојузник. Не без биди оглед на сигурен. се, знаете како, сега зборуваме за изборна кампања, изборуваме за ветување кои се дадени во предизборна кампања. И окей, тука знаете дека секогаш одите малку повеќе од тоа што треба, испитувајќи го пулсот на јавното мислење, па подигате или испуштате влог. Кога ќе ги преземете конците во своји раци, очигледно некако реалноста ве враќат на свое место и ве тера да седнете таму кај што треба да седнете. Да не летате многу, затоа што во преизборна кампања е едно, а кога седнете и почнете реално да ја вршите власта е нешто сосема друго. Инаку Блискиот Исток е со години оптеретен со овој проблем. Ова не е од вчера. И плюс тоа, ако имаме мешетарење на Блискиот Исток, која слушнат и вчера пред некој ден, завчера, која беше изјавата на Ердоган, дека сите ние треба да се здружиме, да го ставиме Израел таму кај што му е местото. Што ти кажува тоа? Дека ќе треба да се работи многу пошироко, многу посериозно, за да работите не излезат надвор од контрола. Така да тој аспект мислам дека Трамп има многу посериозна работа, меѓутоа оно што повторно ти кажуваме храбри, што во претходните 4 години кога беше председател не предизвика ниту една војна. Тоа е најбитно. Ако не Тоа е предизвика, надежда. ако не предизвикува војна,
ако се работи на смирување на конфликти, условно кажано ќе го врати стариот сјај на Соединените американски држави, како условно кажано е, да те цитирам, лидер на слободниот свет. Во спротивно ќе си има и тој проблеми и на домашен и на меѓународен план. За ова лидер на слободниот свет. Каде е тука Кина, каде е тука Русија, каде е тука Индија, каде се тука другите... Првите две не спаѓаат во слободниот свет, барем според сите параметри, сега да се разбереме. Крајна емисија, не се закачкај. Не се треба да поентираме со министерот. Не се закачкај. Но Камала Харис денеска нема да се обрати пред поддржувачите. Грешка. Од нејзината кампања велат дека има уште гласови за броење, се надеваат веројатно, иако барем сите статистики покажуваат дека надеж многу и нема. Па сетете се на Албор како му зедо победата. Како беше она? По пошта. Тетката од Велеса како му пушти гласа и преку пошта. Излезе на претходните избори, сега да бидеме доследни, затоа скандалите околу mail-in voting, затоа што тврдеше дека се украдени, Руди Джулијани ја изгуби лиценцата да биде воопшто адвокат. Да, имаше скандалозни случувања, но имаше и многу теории на заговор. Премиерот Христијан Мицкоски му ја честиташе победата на Доналд Трамп. И Вучич му ја честиташе. И Орбан му ја честиташе. Оваа победа е потврда на длабоката верба на американскиот народ во принципите на слобода и демократија. Со нетрпение очекуваме понатамошно подобрување на нашето цврсто партнерство и соработка, особено во областа на безбедноста, економскиот развој и демократските реформи, вели премиерот Христијан Мицкоски во честитката. Тој додава дека Македонија останува посветена на градењето на уште посилни врски со САД, како стратешки сојузник и пријател, кои ќе продолжат да ја зајакнуваат стабилноста и напредокот во целиот регион. Честитки до Трамп од регионот испратија српскиот премиер Александар Вучич и председателот на Република Српска Милорад Додик. Помеѓу првите се огласи и унгарскиот председател Виктор Орбан, нарекувајќи го ова најголемиот камбек во политичката историја на Трамп, на САД. Уште нешто, и Трамп се обрати пред своите поддржувачи во Палм Бич, местото каде што тој нели живее, во Флорида. Еве неколку тези од неговото обраќање ќе ви пренесиме. Тој вели, ова ќе биде златното доба на Америка. Ќе и помогнеме на нашата земја да заздрави. Тој им се обрати на своите поддржувачи, на кои им вети ќе ги поправи градниците, додавајќи дека тој и неговата партија испишале историја со причина. Америка ни даде моќен и мандат без преседан. Ја вративме контролата врз Сенатот. Тоа е добро, рече Трамп. И трките во Сенатот во Монтана, Невада, Тексас, Охајо, Мичиген, Висконсин, големиот Комонвелт на Пенсилванија, сите беа освоени од движењето Make America Great Again, рече Трамп. Бројот на победи во Сенатот беше апсолутно неверојатен, додаде тој му се заблагодари на американскиот народ за извонредната чест да биде избран за 47-ми председател и нели претходно за 45-ти председател. Ке се борам за вас, за вашето семејство и за вашата иднина секој ден. Ке се борам за вас со секој здив во моето тело. Нема да мирувам додека не ја испорачаме силната, безбедната и просперитетната Америка, каква што заслужуваат нашите деца и каква што заслужувате вие. Има голем говор, да не го читам целиот, а очигледно колегите кои го објавиле го превеле со Google Translate на брзина, така што има малку и граматички грешки. Да не најманите на говор нешто. Да? Преводот. На превод. Иначе добар, ја реков многу накажам. Не, за Злате мислам да не му наоѓа мани на говорот на Трамп нешто. А па сигурно, па да. Злате, може една задача ти дадам, као повозрасен. Да провериш за следната емисија, да не случајно во ВМРО-вците пуштеле некои луѓе во штабот на Трампа ваква победа како што тие сега ја има. Добро, вчера прочитав една и во април месец. Види сега. Ајде да провериме. Мене ми мириса ова нешто во да се разбереме. Да се разбереме. Ние овде во Македонија имаме политички партиски машинери некакви, но ова овде
е ништо во споредба до тоа што го имаат во Соединетите Американски држави. А, не Еве се сега ќе ви согласувам со кажам, ова. еве сега ќе ви кажам вчера што направила у Пенсилванија поразената страна. Па замислете вие што 2000 направила куки, победничката. 2000 куки у минута. 2000 ти вредеше, куки ти во вредеше. минута посетувале Ти вчера вредеше, демократите. Можете ли да замислите колкава машинерија е тоа да може да спроведи во минута 2000 куки да се посетат. А Пенсилванија е голема држава, но колку се 6-7 милиони гласачи, ако не се лажам, 8. 7 и нешто. Но ти да направиш тоа, пази, тоа го направила поразената страна. Замислете што направила победничката страна. Не многу. Па Затоа добро. што овие многу се Прашај го Стоилковиќ. Па морале да се вадат сега. Април месец и мај што направија они, па да видиш. Немој нашите машинери да ги подценува, Златев, да ти кажам. Македонски ја мислам десно ориентирани ве. Еве на оваа власт победничка. Не се за подценување тие машинери. Него ајде ти провери ја таа работа. Не, во секој случај ова што го зборува Злат да малку сериозно. Кампања се тие кои генерално го одлучуваат победникот, да не се лажеме ние, затоа што едно се телевизиите и тоа социјалните медиуми, а друго е живиот контакт на терен. Толку години учествувам во избори, знам дека најдобро може да се направи овај кампања и најдобро може да се издействуваат резултати само у жив контакт и комуникација со луѓе. Златев, слушаш ово моја глас што кажува. А сакам ли нешто да ви кажам, Стоилковиќ? Тројца лидери во Македонија со кои имам соработувано ми имаат речено, абе сотире, немаме многу верба во овие кампањи, вика и не ја менуваат многу состојбата. Ја бев изненаден, со сите тројца сум близок, можам и да ги кажам. Па добро, Со овие сите тројца сум сад се близок. доказ дека тоа е така. Знаете, не е така. Значи, Не е така. Кампањите помагат, Злате, или да одеш нагоре, или да стагнираш, или да назадуваш. Ја се согласувам со мислата, бидејќи го работам тоа 30 години, ама кога лидери ќе ти кажат дека не помагат многу кампањите, јас сум изненаден. Јас сум изненаден. Она што е научно прифатена статистика е дека во кампањите може некои 5% плюс или минус. А мислиш за малку е тоа? Па 5% во Америка на оние гласови сте доволно. Вие убедливо да тие 5, ако ги ставиме кај вас, се кај мене минус 5, тоа се 10% разлика е. Значи тоа е сосема доволно за победа. Така да јас морам да се ги бранам изборите и изборните кампањи. Секогаш е дупло. Резултатот е секогаш дупло. Еден да му земеш 20. Затоа што во изминатите денови го цитиравме неколку пати, мора денес да го дадеме и финалниот резултат. Професорот Алан Личман за прв пат, односно за втор пат во последните 10 изборни циклуси, неговиот модел за предвидување го промаши. Победникот, тој предвидуваше врз база на параметрите во неговото истражување дека него го нарекуваат Нострадамус на анкетите во Америка, но овој пат промаши. А Нилскиот кон погоди не тој? Не знам, него видовме Нилскиот коњ, видовме дека кладилниците всушност беа овие избори најпрецизни. Среднав некаде. Се промени во заден момент. Среднав некаде. Ваља тоа дел од стратешката кампања на избори на Трамп, дека неговите поддржувачи имале инструкции во комуникација со истражувачите на јавно мислење да имаат резервиран однос и да не ја кажуваат се. Има таква стратегија, ама е таа меч со две острици. Веднаш ќе ви кажам, а можна е. Баш ќе се интересирам да проучам, ја мој луѓе во Америка да ми кажат. Веќе го прочитав некаде како статија, дека работели на тој начин, не претпоставам не секаде. Предпоставам на тоа е многу интересна стратегија. Тоа се целни групи кај се опират, каде што тоа е заварај го противникот. Да. Значи очигледно правеле трикови на одредени на одреден терен. Ќе се заинтересирам за ова. И тоа исто така како за мене новина. Не, ја го познава, ама треба да си многу организиран, што вели Златев, машинери за да го правиш тоа. И она што е многу битно. Бидејќи место две острици. И она што е многу битно, што да не изоставиме за кога станува збор за изборите во Америка. Трамп има сериозна заслуга за комплетната реорганизација, реконструкција, подмладување, се она што може да се окарактеризира како добро за една политичка партија. Така да на некој начин он републиканците ги врати во живот, на некој начин ги отргна целокупната стара структура. Но во сето тоа правеше многу млади луѓе. Но во сето тоа правеше многу компромиси. Па не објасни им за компромисите. Значи да, J.D. Vance
Подпредседателот Да, беше еден од најголемите негови противници пред 4 години, Ама беше знаете, тој е Never добро, Trumper, така се нарекува. А тогаш во меѓувреме се наметна и во оние анализи од каде е толку голема победата, една од причините е и тоа што се вели дека токму J.D. Венс бил избран за подпредседател. Во Америка многу е важно и кој ви е подпредседател, затоа што ако ви се деси нешто, тој презема. И не само тоа, има и општо политика, силна политичка функција подпредседателката. Велат анализите дека демократите на вистина утнале со изборот на Волц, кој е баш од една од свинг државите каде што во моментот изгубија. Волц вазеше за еден демократ, за еден бюрократ, се извинувам, од Демократската партија, и кога имаше соочување на подпредседателите дебата, Волц убедливо изгуби од J.D. Венс, за разлика од ситуацијата кога беа Трамп и Харис, кога генералниот заклучок, дури на оние кои го поддржуваат Трамп, беа дека тој бил полош во дебатата. И ова е пример дека изборните дебати веќе не се толку важни при изборот на граѓаните. Не, точно. Министер, во пракса, кога станува за кампања, пошто многу пати сум поменал процесот, и многу пати секогаш учите нешто ново. Да. И ако мислите дека знаете, па и применуваш ново. И ако знаете, мислите дека направите грешки. Нови стратегии, така да нови техники, тактики. А замисли таму каде што милионски е бизнисот, милиарди е бизнисот на консултанти кои помагаат во изборите. Во оние кои прават анкети, кои спремаат тези, кои прават... Таму има цела индустрија околу изборите, за разлика од овде. Овде партиите си бркаат работа, немаме таква индустрија. Ние кај нас се секогаш увезуваме тие стручњаци за маркетинг, знаеш, и самиот. Ама добро, и тие се повеќе во делот на дизајн, во делот на тој не им пишуваат говори на политичарите од партија. Јас сум многу одамно знам и кога пишува говори. Еве ја ќе ви кажам. Кога ми го дада на мене пред митинг, да го прочиташ. Еве ја ќе ви кажам. Ја никогаш не го читам, нема шанс да го прочитам. Златев, не дека значи џабе ги земале парите тие. Па мислам сакам да ти кажам дека овој секој изборна кампања е кажеме неколку испити на факултет, мислам, отприлike полагаш, затоа што условите никогаш не се исти. Па секој контекст е различен. Еве, јас сум школа Мишел Бонгран, французинот, Жак Сегала, али од Балканот српска школа. Најдобри агенции. Таму председатели беа водачи на агенции. Значи е српската школа, таму се обучувам и мислам дека имате едно ниво на кампања водена и многу пати ги крадиме од со чисти раци, да не ги кажувам другите. СДС пред 8 години украда една кампања од Србија. Треба да прекинеме со тие работи и си имаме. Сега ова, ја морам да се залагам бидејќи ја го работам тоа, си имаме доволно добро јаки експерти во Македонија и треба да се потпреми на нив во изборните кампањи. Сотирите се родеше во Америка, многу побогат ќе беше. Не, јас сум најбогат човек. Не зборувам финансиски се. Тоа ми фали да ти кажам. Ама касно ми е да се збогатам на овие 6-8 години. Иначе јас со социјален капитал сум многу богат. 5 деца, 2 внуциња. Учествував во една српска кампања во позиција на учесник, посматрач прво, а после учесник 20 дена од кабинетот на српскиот председател. И можам да кажам дека може да се научат страшно многу работи од луѓе кои се разберат. Страшно. И се учат, да ти кажам. Стигна освен од лидерите кои ги кажавме, значи први се Орбан, Вучич, Мицковски и Милорад Додик. Следен после нив е Сир Кир Стармер, тоа е Велика Британија. Премиерот го спомнам. Кој беше тоа? Како најблиски сојузници ние стоиме рамо до рамо во одбрана на нашите заеднички вредности, на слобода, демократија и предприемништво. Рековме нели дека испитување јавно беше, мислење беше така. Му врати Кир Стармер на Доналд Трамп, кај нив они секогаш играат за сите, овој пат и ние игравме за сите. Мислам дека го следевме тој пример. Председателката Гордана Силјановска имаше една убава срдечна средба со Харис, додека ВМРО ДПМН беше повеќе фокусирано на Трамп. За прв пат по подолго време... Жена, не, тука ти исправам. Жена и даде значење на друга жена, а тоа е најако кога... За прв пат да видам паметен однос и од наша страна, тука мора да им честитам на овие... Сите јајца иста кошница, знаеш како? Да. Некој треба ваму, некој друго таму. Во исто време се огласи и украинскиот председател Володимир Земенски
Веќе ќе Вели- нема милиарди. Сега, Веќе ќе нема. иако морам да бидам искрен, не сакам да бидам во негова кожа ово утро, а не би се добро. И вчера не би сакал со оглед на тоа со што се соочува, вели, ја ценам посветеноста на председателот Трамп кон пристапот мир преку сила за глобалните работи, токму тоа е принципот што практично може да ја приближи Украина. До мир напиша Зеленски на X, односно поранешниот Твитер. Ова е Пак не двосмислена сватил, пак не порака. сватил. Не, очигледно е дека Зеленски сега ќе добие улога да биде оној кој цело време ќе бара помош од Трампа, ќе зборува дека Трамп Не не сме да помага го добие. доволно. Таму Па, треба да има од мир, Европската војната унија треба ќе да му- прекине, се тепаат браќа. Знаете, сум кажал јас, значи, не може да се дават милиарди за некој да војува. На маса треба да се седне и да се донесе решение за прекин на војната. Да се заборави све и да се тргне у обнова на Украина. сега, А не јас- воената индустрија ќе си ги троши алатките што ги произведува за војна за убивање. Како реагираат Енде. светските пазари за самиот крај? Овде мојата интелигенција Ја не тоа не го однос погледнав, ја ти така. на фин- Мојата мислима се дека берзите оживуваат, не паѓаат. да, но она што е многу интересно, Бизнисот, тука тука беше различниот пристап кон криптовалутите како еден пример. доживеа бум. Камала Харис, извинувам, Камала Харис беше таа која најавуваше дека оваа сива зона во светските финансии треба да се регулира. Доналд Трамп беше оној кој е попозитивно расположен за криптовалутите. Ја вчера, кој ги видов првите Експлодира. дебати, првите резултати, кога веќе беше Експлодира очигледно, криптовалутите, што кога да, веќе беше експлодира. очигледно дека Трамп победува, си дозволи в себе си малку и да шпекулирам. Опа, ба И то. нема да кажам. Ќе колку- реше нешто? Нема да кажам колку заработив, но ова утро За кафана, ако дадеш, биткоинот добро е. достигна рекордни 75.000 долари за еден коин. Вредноста на доларот исто така, пазарот очекува победа на Трамп. Беше јасно дека биткоинот ќе порасне, тоа е се викаат fundamentals Значи, во трейдингот, во тргувањето. Ако победата на Трамп дава импут на економията, ќе се лути, не знам, сега да ги видиме овој кој ќе се... Нема лути. Економията е основа на се. не. Има. Ево го Златев, сега да не Значи, има овие европските ќе лидери исто кои така, попушти. се големи стручњаци така. Доларот Кај ќе утринава да сега? Доларот утринава скокна за околу 1,5% во однос на јенот и еврото тоа е на нормално. берзите. Тоа Тоа е е добро, нормално. пошто наш Тоа е YouTube нормално. не плаќа во долари. Во исто време го спомнавме биткоинот, но исто така имаше и зголемување. Биткоинот скокна за 8% поени, што е огромен раст, рекордни 75.000 долари за биткоин. Што е бе тоа Истиот биткоин? раст се случи и на една друга валута, тоа е етериумот кој се тргуваше за 2585 долари по коин, што е негде раст за 6%. Вака, знаеш што е најголемата придобивка од победата на Трамп денес? Повелете, кажи. Што ќе се јават многу светски лидери и мирот како збор ќе почне повторно да биде во јавна Тоа е употреба. најбитно. А во овој момент тоа може би Тоа е едно најбитно. Ја дори можам да кажам, поважните работи кои треба да се случуваат и ќе се случуваат. мојата порака Зашто од мирот 68 беше година. протеран Да. од вокабуларот на политичарите, што просто беше неверојатно, знаете, оно лепотисите како ги бират. Свет ќе каже на крај јас сум за мир во светот. Да. Некако заборавија и овие убавициве, а и политичарите да знаат дека се за мир во светот. Значи Трамп го враќа сега- во употреба терминот мир. Водете љубов, а не мир. 68. Сега, значи мора да говориме за една, како се вика, за една балканизација на американската политика. Го најдоа каде е Илон Маск. Илон Маск слави у кафана. Тоа е Па тоа најубаво. за американски Па има ли услови. по- Се Тоа е очекуваше дека- балканизација на прославата. Да. Балканизација. Балканизација на прославата. Илон Маск ово утро е во кафана, милиардерот од Јужна Африка, жестоко застана зад страната на Трамп, се коцкаше А тоа на е Трамп, пак условно храброст казано, е тоа. му се закануваа дури и дека, затоа што е странец во Америка, се уште нема државјанство, дека дури ако не победи Трамп може и да го изгуби државјанството, а сега А тоа е демократија е да те А Кафана. сега е сериозен
кандидат да биде Правац во кафана. кабинетот на новиот тоа председател е на грешка, не треба да Соединетите се Американски политика да држави. влегува. Сега ќе те вратам. Кога српските кошаркари нели да освојат тоа бронзана медаља, неважно, веќе али Важно, многу важно. полуфиналето беше поважно. За нели заглави у кафана, сите гледавме доле и сега се појави нели песма дека српските кошаркаши пеа македонско девојче. Да. И јас Најголем постојам кеф ми комуникација направи. со луѓе, се познам нешто, да успеав да нешто да издействам таму, не спорно лево десно, и се појавија кај нас. Ете, се напиле, ете не е точно монтирано е лево десно, а суштината е му се јавиле на Перо Антич, колегите кошаркаши се против, да му кажат ваму таму се зезали, еве за тебе ќе пееме македонско девојче на пример. Браво. Сакам да ти кажам нешто, многу се манипулира и секогаш се манипулира. Дури и со ова одење во кафеана на маски се манипулира. Меѓутоа знаете како мора понекогаш и да пуштите тоа Добро, вентилите. в ресторанот не е вака. Немаше певајка на маса, не беше у таа атмосфера. Кога сме тука, уште малку треба да завршуваме, скоро 10 часот. Стилковиќ, кога сме кај светските лидери, честитка за Доналд Трамп стигна и од Али Ахмети. Вели, американските гласачи се определија за импресивно враќање на председателот Трамп во Белата куќа во Вашингтон. Кој беше тоа? Како и досега? Да, Не. му честитам на американскиот народ и на председателот Трамп за неговиот денешен избор и го споделувам уверувањето дека американскиот фокус на Балканот ќе продолжи и дека ќе биде силен како и до сега. За конечно да се решат мислам отворените дека од штабот на прашања Трамп помеѓу не земјите знае од за кого се југоисточна универзирани во Европа. гласањето. Добро. Тоа е тоа. Добро, мислам чисто рака информативно. Убаво е кога сите се надеваат Да, и да. убаво е кога сите се срекни. Не, сега кога ќе почне да зборува дека се за мир ќе биде најинтересантно. Да ги Не, слушаме и и да мора им да се биде смееме. за мир. Тоня Стојковиќ мора. Па не мора, до вчера мора, збореа за мора. војна, сега ќе зборуваат за мир. Мора. И ние ќе што Не ни треба бевме таа малку војна. умерени и нормални, и гледаме и ќе ми се смееме се, што не преостанува ништо друго. Еве, Да ви заблагодариме. Кажи, повели Злате? се одрази и се огласи и Илон Маск, останувам активен во политиката. Тоа значи дека дефинитивно ќе стане функционер во администрацијата. Тоа на значи дека Трамп. дефинитивно Трамп мора да има наследник. И планирам да бидам Мене не ми се значаен бенефисува играч. ова, Не, ама Илон добро. Маск не може да биде наследник на Доналд Трамп затоа што не е роден во Соединетите Американски држави. Еден од Не, условите за наследник да во станете политиката. председател на Наследник во САД. политиката на А Шварци така не стана председател. он мора Ќе да- станеше председател Види, Шварци. Они воспоставуваат нова политика како републиканска странка. Да, да. И мора да ја града таа политика и да ја, условно кажано, тоа преформулирањето на нивната политика мора да има соодветна содржина. Затоа беа тие И комешања мислам у дека он партијата. тука мора да учествува. Па затоа беше и чистењето на републиканската Да, партија. така, да. Има тука многу работи за него. Стојковиќ, ви благодарам. Се надевам дека во следното гостување ќе зборуваме повеќе за македонски теми, за Ја мислам министерството. има еден куп малку интересантни работи, ама не стигнавме ништо. Наредниот кажу. пат, Ја ве затоа што- замолувам, не. обрете ги колегите од Ова е- владата да ни ги прифаќат Значи- поканите за гостување. Ова е навистина, важни се тие теми, но не може представникот на Оската, Мицковски, Вучич, Орбан, Гренел да го злоупотребиме сега да зборуваме за албанци што се пишувале срби во министерството. Мислам, Немавме ни намера. ова утро. Немавме ни таква намера. Во наредното ваше гостување се надевам негде пред нова година ќе ги отвориме овие прашања. Има сериозни прашања кои треба да се отворат. И мислам дека македонската јавност дефинитивно треба да, условно кажано, не да го преболи, него мора да го совлада психолошки административниот криминал кој се случуваше на државата во изминатиот период. Да. 10:00. И да завршиме со тоа. Почитувани слушатели, време е за крај за ова издание, ова председателско издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Се надевам дека изминатиот период ви бевме навистина корисни во овие дебати со сите информации кои ги слушнавте и се надевам дека од утре ќе продолжиме сите со нашите животи, проблеми. да, затоа што наши така. Пошто сме колонија, ова гувернери овде ни се поважни.